Добро вечер за Карпош 2, добро вечер сте граѓани на општина Карпош. Денес е прв ден, а веќе мириса на победа. Ве поздравувам сите. Сакам да искористам оваа прилика да го поздравам председателот на граѓанската опција за Македонија, господин Стефчо Јакимовски, кој што е меѓу нас. И ги поздравам представниците на ВМРО ДПМН и се разбира коалиционите партнери. Оној кој што е најинспиративен, професорката Силјановска, е онаа која што ја дава целокупната енергија и мудрост во оваа кампања и пред кампања. Почитувани пријатели, ова не се обични избори. И знам дека истото го зборувавме и во 2016 година. За жал, излеговме дека сме биле во право. Изминатите години нашата Македонија изгуби многу битки. Го изгубивме името на државата и голем дел од нашиот идентитет. Ни го сменија уставот, ги избриша и одлуките на Асном од него. Фрлија пепел на сите дејци и револуционери кои ги оставија своите животи, борејќи се да бидеме ние денес, овдека, слободни граѓани во независна македонска држава. За овие луѓе нема ништо свето. Дете од мајка ќе продадат за пусти пари. И тоа секојдневно ни го докажуваат и секојдневно гледаме дека тие воопшто не се срамат од тоа. Тоа го подразбираат како нивно право. Што фатија, се упропастија. 4 години слушаме како нема капитални инвестиции. Сами си ги задаваат задачите на 1 јануари во буџетот, а потоа на крајот на годината не можат ни половина од тоа да си остварат. Замислете што ќе се случи ако овие неработници останат на власт и кога ќе започнеме преговори со Европската Унија. Кога ќе добиваат задачи од ЕУ, а нема сами вака да си ги решаваат, кога што не си ги решаваат, тогаш кој ќе ги решава проблемите на македонската држава? 4 години се фалат дека изградиле еден ден 400 километри, еден ден 500 километри автопати, а вистината е дека немаат изградено ни 5 сантиметри автопат. Една шајка немаат заковано во Република Македонија. 4 години слушаме само лаги. Каде се новите студентски домови? Тука гледам млади луѓе. Каде е новиот студентски град? Каде е Facebook, почитувани пријатели? А каде е Google? Каде се фирмите кои чекаат на граница да го смениме името и веднаш да инвестираат овдека? Каде се покачувањата на субвенциите на земјоделците кои им ги ветуваат? Каде се покачувањата на пензиите? Инфлација има секој месец. Цените се во пораст, сиромаштијата навлегува во секој дом. Ама, почитувани пријатели, не очекувајте од Радмила Шекеринска и Зоран Заев дека ќе ве разберат или ќе ви помогнат. Тие одамна се одлепени од реалноста и секојдневните ваши и мои проблеми. Кога сум кај нив да прашам докаде е датумот за преговори за членство во Европската Унија. И Европската Унија дигна раце од Зоран Заев. Никој не сака да седи на маса со корумпирани политичари, со премиер кој не прави скандали само кога спие. Почитувани пријатели, 4 години еден збор за економија не кажаа. 4 години ни кажуваат како имале диалог со соседите, како сме биле пример, како сме ги решавале отворените прашања. Лага до лага, почитувани пријатели. Освен поданички однос кон грчката и бугарската држава, ништо друго немаат сторено. Владите на тие држави работат за интересите на сопствените држави, сопствените институции и на сопствените граѓани. Само Зоран Заев работи за туѓите интереси на туѓи држави. Или како што вели нашиот народ, кој те плаќа, за тој работиш. Почитувани пријатели, јас сум Љупчо Пренчов, кандидат за пратеник во изборна единица број 1. И доколку ја добијам вашата поддршка, исклучиво ќе работам за интересите на Македонија, на македонскиот народ и сите граѓани кои живеат во него. Ви благодарам. Да сте живи и здрави.